Добар ден, јас сум Александра Вуксановиќ, гледате вести на Слободен печат. Наскоро нови имиња во врвот на СДСМ. Филипче најавува и поширок опозицијски фронт. Лидерот на СДСМ Венко Филипче потврди дека наскоро ќе следат промени во раководството и дел од политиките на партијата, но нагласи дека идеолошките принципи на социјалдемократите остануваат непроменети. Филипче истакна дека опозицијската платформа ќе се прошири и ќе биде отворена за сите граѓански организации и политички субјекти кои сакаат да придонесат кон заедничка стратегија против власта. Ахмети ќе ги менува сите, освен се разбира себе. Големи протести се најавуваат во албанскиот опозицијски блок, откако коалицијата НАИ, предводена од ДУИ, доживеа фијаско на локалните избори и не успеа да добие градоначалник во ниту една градска општина. Најголемиот рез според брифинзи од ДУИ се очекува да го направи лидерот Али Ахмети на партискиот конгрес што треба да се одржи во декември. Информациите се дека Ахмети ќе го смени најтесното партиско раководство, на чие место ќе додат млади кадри без багаж. Турбуленции веќе има и во Алијанса за албанците, предводена од Зијадин Села, зашто не победија во ниедна општина. За поразот на изборите, најтесното раководство на Алијанса на Села ќе заседава вечерва. За сега во најкомотна позиција е Алијанса за албанците, предводена од Арбен Таравари, затоа што допрва очекува победа во Гостивар и во Врапчиште на повторените локални избори, најверојатно во јануари следната година. Ова го истражува Мариела Трековска. Не е само прашањето на уставни измени. Прашањето е кои се гаранциите што ќе ги добие државата за предвидливоста на нејзиниот пат напред, рече министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во гостување на Сител, осврнувајќи се за актуелниот извештај на Европската комисија за напредокот на земјава на патот кон членство во ЕУ. Според него има сегменти во извештајот каде има и високи оценки. Покрај надворешната политика, документот дал позитивни оценки во образованието, истражувањето, дигитализацијата, работата на царинската управа, додавајќи оти во ниту една област државата нема назадување, освен нотираните суштински проблеми во борбата против корупцијата и реформата на правосудството. Не е фер Македонија да се става во ист кош со Србија и Босна и Херцеговина, вели европратеничката Ирина Јовева. Морам да кажам дека Црна Гора и Албанија, особено Црна Гора, реално или најреално, навистина е најнапред од регионот во однос на реформите и напредокот. Иако не би сакала да испадне дека ја критикувам еврокомесарката Марта Кос или комисијата, но мислам дека малку не е фер да испадне дека сме, ако така смеам да кажам, во истиот кош со Србија па и со Босна и Херцеговина, вели Јовева, која има македонско потекло. Газдите не престануваат со притисоците да се работи во недела. Синдикатите не ја даваат. Ако се прави каква било ревизија на законот за недела, неработен ден, тоа мора да биде едногласно разгледано и усвоено на економско-социјалниот совет, а владата нема да донесе самостојна одлука за евентуалната промена, децидене Маријан Ристески, заменик министер за економија. Од друга страна, според Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикати, тие не отстапуваат од ставот дека неработната недела не смее да се чепка, а евентуалната ревизија би одела во правец на намалување на засегнатите сектори, но никако со проширување и додавање некои дејности да може да работат во недела. Повеќе детали од Сонја Кириџиевска на нашиот сајт. Седумдесетитригодишна жена уапсена во Неготино си го запалила домот. Настанот се случил завчера околу 18:40 кога пожарот го изгаснале припадниците на територијалната противпожарна единица Неготино. Повредени нема. Жената е задржана во полициска станица, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Причините за нејзиниот чин засега остануваат непознати. Безживотно тело на младо женско лице вчера вечер е најдено помеѓу зградите што се од спротива на Центарот за социјални работи во Тетово. По пријавата до СВР Тетово почнат е увид од страна на полицијата, а на местото е јавен обвинител. Според првичните и неофицијални информации станува збор за девојка од Косово која студирала во Тетово.
Жители на зградата на булевар Партизански одреди, веднаш до крстосницата со Рузвелтова, односно зградата кај Мал одмор, како што е позната кај Карпушани, нашле начин да си го решат проблемот со паркирање. Веднаш по крстосницата, преку тротоарот, си ставиле рампа. Овој нивни изум се појави меѓу двата изборни круга, кога сите беа зафатени со изборната трка, но не помина незабележливо кај граѓаните што патот секојдневно ги води покрај оваа зграда. Зградата е стара и нема подземни паркинзи, ниту има паркинг простор околу неа, па со години станарите ги паркираат возилата на тротоарот. Темата е на Анита Стојковска. Немања Шаровиќ, поранешен истакнат член на Српската радикална партија на Шешелј и долгогодишен соработник на Воислав Шешелј, е сега новинар познат по исмејувањето на поддржувачите на Српската напредна партија. Тој беше нападнат вчера во Белград за време на митинг организиран од поддржувачите на Александар Вучиќ. По разделбата со Шешелј, тој го основа движењето Љубов, вера, надеж, а потоа се сврте кон медиумскиот активизам. Во последниве години тој привлече големо внимание со видеа во кои ги посетува митинзите на СНС со микрофон и редовно се исмејува со поддржувачите на Вучиќ. Вчера тој бил нападнат со шишиња и петарди, а микрофонот му бил исфрлен од рака. Хрватска дополнително се вооружува. Ке нарача 18 топови Цезар во вредност од 320 милиони евра од Франција, како дел од својата програма за модернизација на војската. Испораката на топовите е закажана за 2029 година. Цезар е камион кој носи топ од 155 мм, кој може да испали 6 гранати на растојание до 40 км за помалку од 1 минута. Украина нападна клучна рафинерија длабоко во Русија. Се шират снимки на социјалните мрежи. Рафинеријата управувана од Лукойл се наоѓа на околу 450 км од линијата на фронтот и игра клучна улога во снабдувањето со гориво на руската војска. Украинската војска се уште не го коментирала нападот, а Киев Индепендент не можел независно да ги потврди обвинувањата. Локалните жители пријавиле штета и објавиле фотографии и видеа на социјалните мрежи, наводно прикажувајќи воздушна одбрана во акција. Историски момент во Европа. Повеќе од 1 милион граѓани бараат безбеден и бесплатен пристап до абортус. Во 21 век низ Европа над 20 милиони жени немаат пристап до безбедна и достапна услуга за прекин на бременост. Во некои земји, како Полска и Малта, жените и денес умираат или се соочуваат со кривична одговорност поради забрани, додека во други, како Хрватска и Италија, правото постои само на хартија, бидејќи лекарите често одбиваат да го извршат абортусот, повикувајќи се на приговор на совеста. Додека Европа бара универзално право на абортус, во Македонија таблетите за медикаментозен абортус се уште не се регистрирани, а пристапот останува ограничен. Зохран Мамдани од старт ги менува правилата во Њујорк. 5 жени ќе го водат транзицијскиот тим на Њујорк. Време е поезијата од кампањата да се претвори во проза на управувањето, рече тој. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека нема да присуствува на престојниот самит на групата 20, што треба да се одржи во Јоханесбург на 22 и 23 ноември, поради неговите критики кон политиките за човековите права на Јужна Африка. Трамп го изјави тоа само неколку дена по предлогот на финскиот председател Александар Стаб за можен состанок меѓу лидерите на Украина, Русија и САД на маргините на самитот. САД влегува во најдолгата блокада на владата во историјата, а последиците сега го погодуваат и воздушниот сообраќај. Блокадата влезе во 36-тиот ден, а повеќе од 13.000 контролори на лет и 50 агенти од Управата за безбедност на транспортот работат без плата. Министерството предупреди дека мерките би можеле да се повлечат ако демократите и републиканците постигнат договор за повторно активирање на владата. Тоа беше се во овие вести за денеска. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.